Министерството за внатрешни работи издава лични карти во следниве случаеви: на лице кое што навршило 18 години и е полнолетно по прв пат, кога тоа лице приложува извод од матична книга на родени за себе си и приложува лична карта на еден од родителите. И во тој случај му се аплицира во личната карта адресата на еден од родителите. Ова беше само едно општо објаснување, одиме понатаму каде што во вториот случај МВР издава лична карта кога едно лице, граѓанинот, ќе го промени живеелиштето, престојувалиштето или пак ќе ги смени своите лични податоци, најчесто поради брак. Збориме за женскиот пол најчесто. Сега, согласност од лице собственик на имот кој што се наоѓа на таа адреса на која што некој лице сака да ја промени личната карта, не е нужно да даде согласност за да се промени, за да некој ја користи таа адреса во својата лична карта, меѓутоа кога едно лице сака да прибави лична карта во која што ќе промени своето живеалиште, потребно е да приложи валидни докази за тоа, односно како прво имотен лист, доказ дека е собственик на имотот кој што се наоѓа на таа адреса, или како второ, валиден договор за закуп со сопственикот на имотот кој што се наоѓа на таа адреса. Така да формално правно или официјално согласност не е потребна, меѓутоа се потребни претходно споменативе валидни докази. Така да изјава е потребна или една своевидна како согласност е потребна само од родител, каде што кога неговото дете полнолетно се разбира сака да промени адреса на живење во личната карта и изјавува дека ќе живее кај еден од родителите, во тој случај е потребна изјава од родителот со која што тој изјавува дека потврдува дека неговиот потомок ќе живее со него. Ова е малку двусмислено, не може да се даде конкретен одговор, во смисла на тоа дека согласност не е потребна, меѓутоа не може никој своеволно да менува адреси во лична карта без валиден подкрепен доказ за тоа, како што споменав, договор за закуп или доказ за сопственост.